Днешното издание на Слободен печат, мој гостин е директорот на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони Јован Деспотовски. Добро дојдовте, господин Деспотовски. Благодарам на поканата, добро ден. Странски инвеститори потребни ли се или не? Потребна ли е странска помош за развивање на нашата индустрија или не? Потребно ли е да им даваме многу бенефиции или не? Тоа се одговори кои што веројатно често ви ги поставуваат и за кои што вие веројатно ги имате одговорите. Но она што деновиве предизвикува големо внимание во јавноста се една гасна централа, Мителиниос, за која што вчера требаше да биде на комисија за собраниска комисија, требаше да почне расправата да таа биде или стратешки инвеститор со предлог закон. Одеднаш собраниската комисија исчезна од најавата. Што се случи? Дали се обистинија заканите, да кажам условно, на министерот за економија дека тој нема да дозволи толкава странска помош? Не странска домашна помош, на странски инвеститор. Да, сосема во ред. Не, значи прво не може да исчезне материјал од дневен за собрание, сепак станува збор за како беше тоа врвот на еден демократски амбиент во државата, собранието, собраниската сала, собраниската зграда, така што не материјалите апсолутни, законите се во собранска процедура. Јас не сум член на владата, меѓутоа она што го знам, бидејќи нормално прашав, согласно нашето очекување кога би требало да се започне со комисиска расправа, од она што го знам дека има доставен амандмани од повеќе пратеници поврзани со и не само со законите поврзани со Мителиниос, туку за целиот пакет на во кој што состои од 4 ствари. Закони за 4 посебни стратешки инвестиции, така што тие амандмани се разгледуваат и веројатно владата ќе си донесе свој став пред да проложи, односно започне. Инаку постапката во собранието е започната, бидејќи законите се веќе урстени на дневниот ред за кој што гласа пратениците, веќе патем речено со мнозинство, така што не очекувам дека ќе имаме ајде да кажеме бурни седмици од аспект на судир, иако секако целта на самите стратешки проекти, затоа и се велат стратешки, бидејќи имаат одредена тежина и значење, законот предвидува да се дискутираат во собранието. Значи не се носат на влада, не ги носат институциите, сами ги потпишуваат некаде во канцеларија, туку целта е токму тоа. Во рамки на собранието, каде што се представници на сите, нели граѓани, каде што е представена опозицијата, представени сите политички партии, да има таква дискусија. И добро е кога има дискусија, добро е кога повеќе пара очи ги гледаат. Така. Текстовите на законите, бидејќи секогаш може одредени аспекти она што се случува во јавноста, да кажем. Значи во дел од јавност имате аргументи кои што се против законите, меѓутоа имате аргументи кои што немате аргументи, имате размислување, односно прашања кои што се насочени кон појаснување одредени аспекти. Можеби за некои работи на нас не е доволно јасно, меѓутоа ние тие проекти ги работиме 2-3 години. Можеби за дел од стручната јавност некои аспекти не се доволно јасни, така да добро некои работи да се појасни. И тоа не е никаков проблем, затоа велам, сето тоа дел од еден нормален процес во кој што треба да учествуваат сите. Бидејќи повторно кажам, станува збор за стратешки проекти. Тоа значи дека имаат одреден влијание позитивно во еден подолгорочен временски период. Ајде малку да појасниме, зошто е толку важен и зошто владата оценува дека е стратешки проект гасната централа? Па знаете како, енергетската транзиција е многу важна. Еве, јас не сум стручњак за енергетика, ако некако во рамки на владениот тим во кој што учествува повеќе институции кога се подготвуваше овој проект, некако и покрај делот на странски инвестиции, односно на што ние го работиме, некако и научивме и елементи поврзани со самата енергетика, иако има доволно стручни луѓе во тимот кои што навистина познаваат проблематиката. Меѓутоа она што го знам, она што е тренд, да кажеме, глобален во рамки на Европската унија, че енергетската транзиција се случува. Оној преот од централи кои се поврзани на јаглен, кои што загадуваат, че ние реално се соочуваме и во главниот град тука, меѓутоа и во Битола и во повеќе други градови имаме проблем, сериозен проблем со загадувањето и еден чекор кон решавање на тој проблем. И тоа сериозен исчек. Во рамки на речеме на овој процес кога разгледувавме проектот на грчката централа, произлегува повеќе слични проекти кои се случуваат во земјите на Европската унија. Да почнеме од Германија, има неколку вакви централи во Полска, имаме централи во соседна Србија. Ваков тип, каде што токму тоа, значи покрај обезбедување на поевтина енергија, кој што е факт,
се добива дополнителен, ја не би рекол спореден продукт, него се добива дополнителен значаен ефект. А тоа е токму тоа намалувањето на загадувањето на Скопје. Бидејќи еден од аспектите кои што малце се дискутира во јавноста, а е многу важен, како граѓани на град Скопје можам да го кажам тоа е дека гасната централа на Митилинеос ќе го зголеми двојно производството на топлинска енергија од газ за главниот град. Тоа подразбира дека или во рамки на постојниот систем ќе добиеме за 40% поевтина енергија, бидејќи таква е формулата, што е важно за сите корисници на парно грејење во градот, или ќе ја овозможи на државата, односно на градот, да вложи во мрежи да го зголеми двојно бројот на домаќинства во главниот град, кои што ќе може да користат парно грејење. Јас можам само да претпоставам, иако имаше студии на таа тема од Светската банка, што тоа ќе значи за намалување на загадувањето во главниот град. Бидејќи примарен по сите студии направени во изминатите години, примарен извор на загадување токму грејењето на гуми, дрва и така натаму. И тоа не може никако се квантификува како пари. Иако може, мислам, има модели во светот кои што кажуваат што би подразбирало тоа за фондот за здравство. Меѓутоа, знаете како цената на човековиот живот и на здравје едноставно не се дискутира. Така што ова е еден многу значаен аспект кој што некако го занемарив во самата дискусија. Втората работа, ако сакаме да, мислам, да ги отвориме сите аргументи на маса, значи добиваме поевтин извор на енергија. Зборам на електрична енергија. Значи ние некако забораваме дека само пред 2 години, односно пред година и пол се соочивме со една сериозна енергетска криза. Значи државата во една година потроши близу 400 милиони евра за увоз на струја. Зошто? Заради тоа што 30% од потребите на државата се задоволуваат од увоз. Само гасната централа на Митилинеос овие потреби ги намалува на половина. И тоа се многу сериозен извор на пари. Бидејќи годишно, ајде во нормални околности, еве не ја гледаме енергетската криза, ние годишно трошиме до 150 милиони евра за увоз на струја. Значи со овој проект таа зависност или она енергетска независност која што сакаме да ја постигнеме како држава се намалува. Па потоа следуваат бенефитите кон граѓаните и кон буџетот, бидејќи грчкиот Митилинеос е голем играч на пазарот за електрична енергија. Значи станува збор за компанија која што во моментот има некаде околу 7,5 милиарди годишен приход, сериозен играч на пазарот, има пристап до најефтиниот извор на газ во Европа, тоа е референтната холандска берза ТТФ. Тоа што е пристап кој што на пример државното ЕСМ го нема. Тоа значи веројатно ќе го забрза и оној цел процес да се поврзаме нели гасно со тоа е дополнително стратешки политички кој што повторно кажам нема можеби во моментов цена, односно нема можеби во моментов вредност, меѓутоа е значајно заради тоа што државата ќе стане значително помалку зависна од гасот кој што доаѓа од исток. Меѓутоа е да збориме за практичните придобивки. Ако знаеме дека во момент производствената цена на електростопанство, односно ЕСМ, извинете, како сика електрани на Северна Македонија, е некаде 90-92 евра. А дека истата таа струја му се дава на евана за да може да стигне до домакинствата по 40% пониска цена. Тоа значи дека државата годишно субвенционира и помеѓу 130 и 150 милиони евра. Со гасната централа на Митилинеос, само тој проект ќе ја спушти производствената цена за 5 до 7% годишно. Тоа се заштеди во буџетот или помали сметки за граѓаните, како сакате, бидејќи државата ќе може да продолжи да субвенционира, меѓутоа сметките тоа ќе се намалат за најмалку 10 милиони евра. И тоа не се мали пари. Тоа се многу факти кои што покажуваат дека станува збор за сериозна стратешка инвестиција. Меѓутоа, она што и во јавноста се наметнува како прашање, може ли Македонија сама да се изгради таков стратешки проект? Има моje размислување како човек. Ајде, јас сум некоја средна генерација, значи не сум млад, не сум стар, за тоа колку државата има капацитети за многу работа. Меѓутоа е да бидеме реални, бидејќи јас сум носител на јавна функција, јас сакам да бидам реален, бидејќи сакам моето време и довербата која што ми ја дале луѓе на оваа позиција да не ја потрошам во идеализирање на некои работи или да креирање на приказни кои што не се реални, туку на нешто што навистина ќе даде придонес за сите. Прво, клучното прашање е ако почнеме од денеска да се велиме државата може сама да почне, нема проблем. Прво треба да реално да ги процениме колку пари ќе ни требаат на нас за тоа. Бидејќи си наслушавме различни математики, јас ќе го искористам примерот кој што дел од јавноста кој што опонира на проектот го користи. Тоа е примерот на иста ваква гасна централа слична во Србија. Каде што државата Србија патем речено не е самостоен инвеститор. Државата Србија во партнерство со руски Газпром. Тоа значи дека ни државата Србија која што е 4 пати поголема по број на население, да се застанеме тука, не зборуваме понатаму по други параметри,
сепак не се осмелила сама да влезе во тој проект. За таков еден проект, по тие цени кои што се постигнати пред тоа 2017 година, во сегашни рамки кога ќе ги донесеме тие вредности на парите, бидејќи парите денески парите пред 7 години немаат иста вредност. Има инфлација и тоа сериозна во меѓувреме. Значи станува збор за некоја иницијална вредност која што е близу до 250 милиони евра. Без трошоци за финансирање, тие пари треба да дојдат од негде. Со трошоци за финансирање, че да се задолжи државата некаде по реални услови да се го исплати тој кредит, стигнуваме до некоја бројка од 400-420 милиони евра, кои што треба да ги обезбедиме само за да се изгради централата. Дополнително, ако државата е носител на тој проект, тоа значи дека сите оние данок на добивка, придонеси, дополнителни давачки кои што приватниот инвеститор во овој случај ќе ги плаќа кон буџетот во еден период од 20 години, кои што ги мериме некаде околу 1 милијарда евра, кои што ги мериме некаде околу 100 милиони евра, ќе треба државата да ги обезбеди самостојно. Чи тие пари треба да се стават некаде во математика. И дополнително, нешто исто така малтене сите го забораваат, дека државата има обврска некаде за 2 години од денеска да ги воведе тие CO2 тарифи, кои што постојат во Европа веќе. Секој одлагање на почетокот на проектот, бидејќи ние во моментот доминантно произведуваме од јаглен, каде што CO2 тарифите се 3 пати повисоки. Подразбира дека годишен товар на сметките за струја за граѓаните ќе биде некаде околу 50 милиони евра. Секој одлагање на овој проект, бидејќи енергијата од газ има пониски тарифи отколку енергијата креирана од јаглен, а ние ќе продолжиме произведуваме енергија од јаглен. Така што само за 2 години кога што да кажеме ќе биде доволно време за да се подготви студија, да се организира меѓународен тендер, да се обезбедат финансиски средства минимум 2 години, нека бидат 2, че оваа држава, односно граѓаните на оваа држава ќе треба да платат дополнителни 100 милиони. И така доаѓаме на некоја цифра без трошоци за одржување на централата, кој што секако државата ако веќе гради самостојно треба да ги обезбеди од некаде. Че доаѓаме на некоја цифра од 600-700 милиони евра, кои што треба сега да ги дефинираме од кај ќе ги обезбедиме, за да може да влеземе како носител самостојно во ваков еден проект. И клучното прашање е по која цена државата ќе го обезбедува гасот, бидејќи во моментот државата, дирекцијата, ние сме државна институција, плаќаме газ за нашите корисници, кој што е двојно повисок, 52-53 евра, од цената која што ја плаќа грчки Митилинеос од холандската берза. Бидејќи ние како држава сме многу мал потрошувач, на тој немаме пристап до таа берза. Тоа значи и кога би влегле во таков еден проект, прашањето е колку ќе чини цената на струјата на крај. Така да сите овие елементи треба многу фино да ги разгледаме, да седнеме, да ги занализираме, не само да кажеме знаете како ајде да направиме централава, нема проблем, таа кошта 200 милиони. Не е така. Прво кошта многу повеќе и второ ајде да видиме од каде ќе доаѓа тој газ и по која цена ние ќе плаќаме тој газ. Пред да зборуваме и да си правиме весела математика на Excel шитови од удобноста на нашите професорски или не знам какви соби. И клучното прашање дополнително што ќе го поставиме сега како припадник можеби на малце помладата генерација, би сакал да видам еден пример да ми покажат кој е тој успешен енергетски проект кој што во изминативе 40 години реализиран во државата. И постои еден. Само еден. И тоа е хидроцентралата Козјак, кој што државата правеше заедно со кинезите. Така што мораме да видиме, знаете како кога дискутираме за сето ова, не е проблем да дискутираме. Меѓутоа треба да знаеме дека времето чини. Дека секој ден дишеме загаден воздух. Моите деца дишат, вашите деца дишат загаден воздух. Дека доаѓа енергетска криза, плаќаме 400 милиона евра за увоз на струја. Дека кога целиот свет зборува за енергетска транзиција, ние се уште веруваме дека рек Битоло со јагленот треба да продолжи да функционира, дека јагленот е поевтин. Не, јагленот не е поевтин. Јагленот може да е номинално само поевтин, меѓутоа цената на човековото здравје е ужасно многу скапа. И кога ќе ставиме сите тие аргументи на маса, кога ќе удриме равенката доле, ќе сватиме зашто е подобро да биде приватен инвеститор со врвна технологија, европска пат наречена, отколку да влегуваме во авантура која што многу веројатно нема да ја завршиме за 2 години. И тоа ќе трае, бидејќи проектот во Србија, за кој што толку многу го покажуваат како ете пример дека можела државата, треба 5 години наместо 2. Ајде да дискутираме уште за нешто што во јавноста нели се зборува, да ги видиме вашите аргументи. Вие многу пати имате пристап до документи за нели доделување на помош на странски инвеститори. Дали сметате дека овие 50 милиони евра се многу, се малку
или што ќе значат? Нема многу малку. Значи, не треба да се плашиме од големи бројки. Јас повторно ќе ви кажам, ако треба да се плашиме од големи бројки, треба да се плашиме од фактот дека во една година сме потрошиле 400 милиони евра за увоз на струја. Да, тоа ме плаши мен. Што тие се фрлени пари во ветер. Да сме биле подготвени, да сме вложиле со време во своји капацитети, тоа нема да се случи. Немаше да молиме за струја, а се случи тоа исто така, кога зборуваме веќе за некое национално достоинство, требаше молиме за струја во Бугарија. И не ја добив. А ја има. Так, да. И знаете како и за тие работи треба да зборуваме отворено, кога сакаме за стратешки проект дискутираме, еве можност ајде да постигнеме консензус, нема проблем, ама сите факти да ги извадиме на маса. Така да нема многу малку. Математиката е многу едноставна. За врвна технологија, европска, е кинеска. И кинеската е добра, меѓутоа зборуваме за европска технологија, западна технологија, врвна која што ќе влезе во гасната централа тука. Државата учествува 17% во инвестиција. Во просек, ке странските инвеститори и останатите, за кои што еве се наши клиенти на зоните, тоа е некаде двојно помалку од тоа што вообичаено го обезбедуваме. Како даночни бенефиции, како финансиски средства и така натаму. И тоа не е многу. Знаете зашо не е многу? Заради тоа што минатата година како институција сме исплатиле 20 милиони државна помош, да. Нешто помалку од 20 не е важно. Знаете колку е вратено назад во буџетот? 75. Тоа значи дека за секој евро кој што државата минатата година преку дирекцијата го платило кон странските компании. Велиме 20 милиони, респектабилна бројка, стварно многу. И тоа назад преку придонеси данок на добивка, различни давачки така натаму влегле 75 милиони евра. Значи нето сме оствариле 55. Значи за секој евро кое што сме го дале, сме вратиле за 3. Еве ние правевме математика и за гасната централа. Ви за тоа ќе дискутираме, дали се многу или се малку, прво не се апсолутно ви кажа. Второ дека ова е дека е, значи моделов постои. Че имаме пример еден во Чешка што го најде, че државата обезбедува 100% заем. По ниски каматни стапки. Во услови кога каматите се во моментот 5 или 6%. 100% обезбедува државата, плюс договор за откуп на струја, плюс други. Нема проблем. Во Чешка. И сакате ми кажа дека во Чешка, значи во Централна Европа, земја членка на Европската унија 20 години, или во Германија каде што државата има ваква програма која што тежи 2 милиарди евра. Тие не знаат, а ние подобро знаеме. Што е добро за енергијата, за струјата и така натаму. Значи треба да учиме од успешни примери во светот. Уште едно отворено прашање. И кога извинете само, значи математиката ќе ми тиленева за овие 50 милиони со 17%. Значи на секој евро. Со се сите бенефити, со се сите покрај приходите, значи даночни приходи, придонеси така натаму, се до тоа е пресметано, не е проблем. И за штедите кои што ќе ги има електростопанство, односно буџетот заради тоа што цената ќе се намали, или за штедите кои што ќе отидат кај граѓаните ради намалени сметки за струја и за парно, че државата ќе приходува некаде 6,5 или 7 во 20 години. Извинете, меѓутоа тоа е добра сделка. Тоа е добра сделка за држава. И кога ќе ме прашаат, ама кој е интересот на грците? Мене не ме интересира кој е интересот на грците. Мене ме интересира интересот на граѓаните. Мене ме плаќаат граѓаните за оваа позиција. И за тие бројки треба да зборуваме. Пред да се расфрламе со податоци дека ќе заработела многу, не ме интересира. Мене ме интересира колку ние ќе заработиме. И ние ќе заработиме значителен износ на финансиски средства. Така што повторно кажам, дали е многу или малку? 400 милиона многу ли се? 400 милиона се ужасно многу кои треба да ги фрлите за ништо. Затоа што бесконечно многу дискутираме и си живееме во светот на бајките, дека ние со 1.800.000 луѓе може сега тука да измислуваме модели кои што не постојат никаде во светот, па не може. Него треба да бидеме практични. Затоа што луѓето се заминуваат токму во тие земји каде што постојат тие модели се спроведуваат. Домашните компании знаат чисто да кажат дека само некако странски компании се носители на стратешки инвестиции. Дали ние немаме доволно капацитет од домашни компании или едноставно некој не се пријавил со добар проект да чукне на врата, јас сакам да биде за мене согласно стратешки инвеститор да добијам помош? Па овие се први стратешки. Така не сме имале до сега некоја да кажеме пракса во која што имаме, не знам, 10 повици, 10 проекти, па немало ниту една македонска компанија. Значи оваа политичка гарнитура од 2017 година кога се донесе законот за финансиска поддршка на инвестиции, практично покажа дека не сака да ги изедначи, него ги изедначува третмата на домашните и странските. Минатата година, за пример, од буџетот
од целиот колач на државна помош кој што е доледан према економијата, 60% од средствата завршиле во домашни компании, македонски компании, а 40% до странски. Прв пат се случува. Тоа значи дека практично сме покажале дека го поддржуваме домашната економија. Конкретно за стратешките инвестиции, значи повикот е отворен за сите. Јас дури во една неодамнешна изјава споменав, ќе го повторам овој кај вас. Значи во секој следен повик ние сме подготвени апсолутно. Значи под истите услови, иста ваква централа да ја видиме да ја реализира македонска компанија, приватна компанија, не е сама компанија. Ај малку да подсетиме кои се четирите закони за четирите стратешки. Митилинео се грчката централа гасна. Другите останатите три имаме голема француска компанија Куо, која што вложува во соларен парк, голема, вистина голема компанија. И другите две се исто така соларни две поголеми централи. Така. Може ли да ни откриете нешто еве ново што ќе се случува во технолошко-индустријските зони од аспект на некој нов инвеститор? Знам дека не можете име, меѓутоа ете некои насоки што може да очекуваме. Во изборен период интересно меѓутоа да има, имаме разговори кои што течат секако, не застануваме со работа. Она што е ново да кажем, ајде тоа душе дел во јавности го испрезентиравме, меѓутоа некако во цела дискусија не околу Митилинеос, него нели избори си така натаму, па сите се малце поише фокусирани на политика, малку повеќе од вообичаено фокусирани на политика отколку на економија. Меѓутоа имавме успешен повик за токму за домашни компании, се вратам на вашето прашање, односно дилема. Во соработка со Меѓународната финансиска корпорација, што е дел од Светската банка, реализиравме еден јавен повик за обезбедување на техничка поддршка за домашни компании. Домашни исклучува доминантна македонска сопственост, на кој што ни доставија 20 инвестициски проекти. Јас сум изненадан навистина, јас очекував дека ќе имам интерес, бидејќи повикот беше наметен за средни за големи компании. Што е целта? Целта е во соработка со Светската банка да се обезбеди техничка поддршка, стручна поддршка за овие компании. Веројатно ќе настојуваме за најголем дел од овие 20 проекти да обезбедиме во оваа фаза, техничка поддршка, да се подготват инвестициски планови, значи конкретни планови како да се инвестира во нова технологија, човечки капацитети и така натаму, за овие компании станат поконкурентни да може да се вклучат во овие глобални месенџери за снабдување. Така, да. Односно, де факто да зголемиме нивната извозна конкурентност. И идејата е не да застанеме само со советодавна поддршка, туку во втора фаза, за тоа веќе разговараме со Светската банка, да им обезбедиме финансиска поддршка за реализација на инвестициите. Така што фактички со оваа програма сега некако малце срамежливо велам, бидејќи го подготвувавме, го реализиравме, меѓутоа повторно кажам нема големо внимание за тоа што се случува, бидејќи повторно кажам повеќе насочено кон политиката. Меѓутоа со оваа програма очекувам лично и заради квалитетот на она што го добивме и профилот на компаниите кои што стојат во позадина, навистина да имаме едно барем 3, можеби 5 поголеми инвестиции од македонски компании во рамки на зоните во наредните неколку години, што е навистина добра вест. Така. За крај малку се осврнеме на политиката. Да не ја забораваме, пошто е актуелна деновина. Така. Како ја коментирате изјавата на Артан Груби дека во вториот круг на председателски избори ќе поддржи кандидат на СДСМ или на ВМРО, оние кои што јавно ќе потпишат дека ќе го отворат уставот, ќе ги внесат бугарите во уставот и дека ќе бираат председател потоа на собраниска седница? Искрено не ја видов изјавата. Во делов на поддршката за уставните измени, односно за она што е, да кажеме, клучен предуслов за да продолжи процесот на преговори со Европската унија, очекувано. Нашиот ставот на актуелната владеачка коалиција дека тој процес мора да се случи. Така што дали ваква изјава, без разлика што не сте ја виделе, дали ваква изјава може би ја доживувате како еден вид уцена или? Не, јас мислам дека во вториот сегмент ќе го искоментираме вториот сегмент, но во делот за уставните измени навистина е јасно, тука не е, знаете како сите политички партии имаат свој гласчко тело. Очекувањата на глас на избирачите се дефинирани веќе. Тоа значи дека таа политичка партија треба да ги артикулира тоа во своето понатамошно действување. Така што не можете да очекувате дека како доминантно од гласачкото тело, пример на СДСМ, е определено на вистина кон процесот на европска интеграција, ние како политичка партија се однесуваме да го блокираме тој процес, че нема случај. Веројатно истото и ќе дојде.
Неверојатно, секако исто така и други, така што во првиот дел на изјавата навистина не гледам никаков проблем, најмалку куцанување. Мислам, тоа е навистина определба и нивна како политичка партија наша. Се знаете како кај нашиот политички опонент кај ВМРО, тоа веќе веројатно ќе треба направат одредени калкулации, бидејќи некако избегнуваат да се дефинираат по тоа прашање. Иако ставот веројатно е искристализиран и јасен од нивното однесување во изминативе година и пол. Две, веројатно, така, година и пол. А тоа е дека се против тој процес. Дали се против процесот на европска интеграција, не идам до таму, меѓутоа конкретно дека се против, да кажеме, овој непосреден чекор кој што ќе ни го отвори патот кон продолжување на преговорите за членство во Европската унија, така што да, веројатно изборите се време кога политичките партии треба да се дефинираат јасно за клучни прашања, бидејќи тие клучни прашања определуваат иднината на држава. Да се разберем, не може тука да излеземе кажеме, па знаете како, ај гласите за мене, пак се договориме после што ќе правиме. Не бива така. Во делот на изјавата за бирање на претседател во собранието, искрено навистина не ја видов, треба да се види. Меѓутоа, апсолутно согласен со она што вие го велите како впечаток дека можеби да се смета како условување. И не мислам дека тоа е начин на кој што ние треба како држава да влеземе во процес на разговори, треба да се редефинира начинот на избор на претседател. Не е тоа начин. Тоа може да се стави на маси да разговара, да се види што е за и против. Тоа. Јас мислам дека постојниот модел на избор на претседател на непосредни избори е добар. Дава некаков баланс без разлика на тоа што уставните надлежности на претседател се релативно ограничени во однос на извршната власт и на суверенијата. Меѓутоа, изборот на непосредни избори му дава простор на претседател да функционира. Ајде, по-независно и да биде некаков баланс, така што мислам дека постојниот модел е добар. Меѓутоа, добро да се слушне кои се аргументите на другата страна. Така што повторно кажам, ако е навистина таква изјавата, и ако е навистина целта да се отвори тоа прашање, не мислам дека е добар начин да се влезе во таков процес на разговори, повторно кажам, на редефинирање на тој дел, така што сеедно, председателските избори сега ќе се случат по моделот по кој што ги имаме, ќе имаме избран председател по тој модел со НП и ќе имаме доволно време да следните председателски избори, тоа се 5 години од сега, за да може да се разговари, иако искрено речено, сега како човек, повеќе зборам како граѓанин на оваа држава, не мислам дека тоа е приоритет во моментот. Да вистина немаме други приоритети. Така. Деспотовски, ви благодарам што денеска бевте со нас. Благодарам на поканата.